Вести на Канал 8. Добар ден. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани реагира на градската депонија, која неколку дена гори. Ги повикуваат локалните власти да преземат итни мерки и да го спречат загадувањето на воздухот, нагласувајќи дека најпогодени со загадувањето се жителите на село Бели. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани со реакција до локалните власти во врска со депонијата во Кочани која неколку дена гори. Имено во изјавата портпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани Гоце Марков ги повикува локалните власти да ги вклучат мерните станици за загадувањето на воздухот, при тоа нагласувајќи дека жителите на село Бели се најмногу погодени од загадувањето. Почитувани граѓани, градската депонија и денес гори. Чадот се шири на голема површина над градот и се чувствува силна смрдеја во Кочани, а особено во селото Бели. Сведоци сме на еколошка катастрофа. Сведоци сме депонијата секојдневно гори. Гори неконтролирано. Го повикуваме директорот на КЈП Водовод, го повикуваме градоначалникот на општината, подитно да превземат наетни мерки за спречување на оваа еколошка катастрофа. А ако споменатите не се способни за истото, бараме владата на РМ да ја превземе надлежноста поради несовесно работење на горе споменатите. Водењето на депонијата не го водеа правилно. Да се сопре труењето на кочанчани. Важно е, направете нешто. Зошто ова се црнила, ова е голем чат. Ви благодарам. Комуналното јавно предпријатие Водовод со соопштение и одговор на реакцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани во врска со градската депонија и незиното горење деновиве. Ви го пренесуваме во целост. Ве известуваме дека комуналното јавно предпријатие Водовод во соработка со општина Кочани непрекинато ја следи и презема мерки со кои се контролира состојбата на градската депонија. Само овој викенд на градската депонија се пренесени околу 500 метри кубни земја со цел да се стави под контрола нејзиното согорување како резултат на одредени хемиски процеси и горење предизвикано од пред неколку денови од страна на несовесни граѓани. Паралелно со ова, викендов раководството на КЈП Водовод и градоначалникот Николчо Илиев одржаа средби со представници на местната заедница Бели, со кои се договорени конкретни активности и подршка во настојувањата да се сведе на минимум загадувањето предизвикано од градската депонија. Трајното решение на овој децениски проблем е затворање на градската депонија, што ќе произлезе од зајакнувањето на капацитетот на предпријатијата во регионот што управуваат со отпадот. За таа цел, Министерството за животна средина и просторно планирање и општините од источниот и североисточниот плански регион со подршка од ИПА програмата, односно со средства од Европската Унија, реализираат проект за воспоставување интегриран регионален систем за управување со отпад во овие два региона. Со реализацијата на овој проект, сегашната градската депонија во близина на селото Бели ќе згасне, а комуналниот отпад од Кочани ќе се носи на претоварна станица, чија локација е предвидено да биде кај Превалец и Стибања, од каде што ќе се носи на регионалната депонија во Свети Николе. Изградбата на регионалната депонија и изградбата на трансфер станиците ќе започне да се реализира оваа година. Се вели во соопштението од КЈП Водовод во однос на реакцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани за градската депонија. Да се унапреди процесот на учење и усвојување знаења од областа на математиката со користење на ИКТ и веб алатки е целта на проектот Доживотна математика, во кој што е вклучено и Средното училиште Љупчо Сантов, заедно со уште 5 училишта од други држави. Истиот продолжи и оваа година кога учениците презадоволни се вратија од Романија, како дел од активностите на проектот кој финансиски е поддржан од Еразмус плюс програмата. Средното училиште Љупчо Сантов учествуваше на повикот од К2 стратегиското партнерство и го доби проектот под наслов Доживотна математика. Целта на проектот е унапредување на процесот на учење и усвојување на знаења по предметот математика со користење на ИКТ и веб алатки. И оваа година продолжија активностите како дел од овој проект, при што учениците и нивните професори престојуваа во Република Романија, од каде се вратија предзадоволни.
Нашето училиште, како еден од партнерите во проектот на доживотна математика, освари уште една средба со останатите партнер училишта, и тоа од Романија, Кипар, Италија и Турција. Значи, активностите кои што беа наменети за учениците, односно математичка олимпијада, како и обука за математичко моделирање, беа реализирани во целост. Исто така и работните состаноци на наставниците со наставниците од партнер училиштата беа исто така во целост реализирани. Значи, резултатите од оваа олимпијада ќе бидат официализирани во јуни на последната или финална средба на партнер училиштата во овој проект, значи кога и завршува проектот, и ние се надеваме искрено на понатамошна соработка со овие училишта. Во Романија од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов беа 6 професори и 8 ученици, кои исто така се задоволни од представувањето и дружењето таму. Ние таму посетувавме часови по математичко моделирање, учествувавме на математичка олимпијада. Тоа беше огромно искуство за нас, бидејќи таму се сретнавме со задачи кои што не можеме да се сретнеме на часовите по математика, и тоа беше ни беше особено мило што можевме успешно да ги решиме. Исто така, математичко моделирање е тема со која досега не сме се запознале и научивме за примената на математиката во други области со кои таа би рекле дека не е поврзана. И јас сум многу благодарна што имав шанса да учествувам во овој проект и се надевам дека учениците ќе се пријавуваат во иднина да учествуваат на повеќе слични проекти. Најпрво сакам да се заблагодарам на Erasmus Plus што го возможи овој проект. А со тоа ни дозволи на еден поинаков и позабавен начин да се запознаеме со некои делови од математиката. Покрај можноста да се надпреваруваме и да учиме на еден поинаков начин, како главна придобивка што ние учесниците на овој проект ја добивме е дружбата и размената на знаење и идеи. Невозможно е импресиите од овој настан да се искажат со зборови, ама накратко можам да кажам дека преку овој проект, покрај дружбата меѓу нашите ученици и професори, која навистина беше на едно завидно ниво, можеме да комуницираме, а со тоа да размениме и различни знаења, сваќања и цели со другите учесници во овој проект, беше од голема корист за мене лично, како и за сите други останати. Дружбата не престанува со враќањето дома, ние стапивме во контакт со речиси сите учесници во овој проект. Како на нас, така и на сите останати, импресиите ни се толку големи и сите жалеме за разделбата, но сите се радуваме на нашето другарство и сите се надеваме на нова средба. За крај сакам да се заблагодарам на сите учесници во овој проект и сакам да кажам дека сите тие ми остануваат дел од моето срце за секогаш. За вклучување на учениците во проектот имаше јавен повик во рамките на училиштето и истиот се реализира од октомври 2017 година, а започна со презентирање и вклучување на ученици за реализирање на активностите. Група ученици и професори од Средното училиште Лјупчо Сантов се вратија од Италија на втората активност предвидена од проектот "Ние сме попаметни од технологијата", финансиран од Erasmus Plus програмата. Представија градови од државата, меѓу кои Кочани, а за таму подготвија и краток филм. Група ученици, професори и раководниот кадар на Средното училиште Лјупчо Сантов и годинава продолжија со активностите од проектот "Ние сме попаметни од технологијата", финансиран од Erasmus Plus програмата. По посетата на Република Турција, тие беа на неколкудневна посета во Италија. Се вратија задоволни од представувањето на своето училиште, град и држава. Ова беше едно огромно искуство за сите нас. Запознавме со многу ученици од Италија, исто така имаше од Турција, Норвешка, Словачка, Романија. Во рамките на проектот "Ние сме попаметни од технологијата" имавме за задача да направиме краток филм, ние учениците. Потоа исто така имавме за задача да ја представиме нашата држава, градот во кој живееме и училиштето во кое учиме. И тоа беше едно огромно искуство за сите нас и посакувам на секој ученик да го доживее тоа. Бевме на мобилност во Патерно, тоа е мало граче во Сицилија, Италија. Имавме посетини из многу разни места, како што се и Катанија. Таму бевме на универзитетот во Катанија, а исто така имавме и посета на грчки амфитеатар.
Вториот ден бевме се качивме на Етна, на вулканот Етна, а исто така и го посетивме градоначалникот на Патерно. Третиот ден имавме посета на училиштето, таму разгледавме како се води наставата, а исто така и дававме презентација на нашиот град, школа и така натаму. Исто така и имавме тура низ Патерно, што посетивме некои позначени места. Четвртиот ден посетивме Таормина и Изола Бела. Тоа е остров близу Таормина. Училиштето Лјупчо Сантов, проектот Ние сме попаметни од технологијата, го имплементира од септември минатата 2018 година и досега учениците се представија во Турција. Во Италија беше второто представување во областа стратешки партнерства за ученички размени. Овој проект ги опфаќа учениците, наставниците, училиштата, семејствата и заедницата кои користат технологија постојано во секојдневниот живот. Целите кои треба да се постигнат се учениците да станат посигурни во основните вештини на ИКТ и на англискиот јазик, да стекнат сигурност и вештина во комуникацијата, да бидат повеќе заинтересирани за европскиот народ и за културите и да бидат свесни за важноста на добри манири во социјалните медиуми, стекнување на знаења користејќи повеќе сензорни органи, да учествуваат и да преземаат одговорност повеќе поради самодовербата од стекнувањето знаења, ја обликуваат својата иднина врз основа на нивната цел, да знаат што сакаат и да преземат контролата на својот живот. Благодарение на овој проект, учениците имаат можност да научат како да се заштитат од опасностите од интернет и како да ги користат на добар начин при користење на социјалните медиуми и може да се фокусираат на начинот на кој секоја земја управува со цел за да се избегне технологијата да се претвори во катастрофална алатка. Следуваат информациите од спортот. Иако беше најавувано, викендов не започна пролетниот дел од првенството на третата фудбалска лига Исток. Преписките меѓу управниот одбор на лигата и клубовите во врска со неплаќањето на котизацијата за учество придонесоа надпреварите да не се одиграат, а непознато е кога првенството ќе продолжи. Управниот одбор на третата фудбалска лига Исток во практика го реализираше ставот дека пролетниот дел од првенството нема да продолжи, се додека клубовите што се надпреваруваат не ја платат котизацијата за учество. Според распоредот, објавен и на официјалната веб страница на Фудбалската федерација, викендов требаше да се одиграат првите надпревари од вториот дел на првенството, но на стадионите беше тивко. До сите клубови е испратено писмено известување од управата на лигата, во кое председателот Владо Андов ги информира дека поради непочитување на одлуката за уплата на парите за котизација не се исполнети условите за учество во надпреварувачката 2018-2019. Поради тоа, почетокот на пролетниот дел од првенството се одложува, а по исполнување на условите за надпреварување, согласно правилникот за надпреварување на Фудбалската федерација и пропозициите за надпревари во третите лиги, првенството ќе се организира согласно истите акти. За сите дополнителни информации, односно кога ќе продолжи првенството, колку фудбалски клубови ги имаат исполнети условите за надпреварување и слично, екипите ќе бидат навреме известени, стои во писмениот допис потпишан од председателот Андов. Представници на 5 клуба пак викендов одржале итен состанок во Виница, на кој се разгледувала состојбата и било заклучено дека управниот одбор на лигата ги уценува екипите, зашто подршка добили и од 2 клуба чии представници не биле присутни на состанокот. Како заклучоци од средбата се барањата за намалување на котизацијата за надпреварување, смена на раководството на третата фудбалска лига Исток и смена на председателот на судискиот одбор на лигата. Исто така, клубовите бараат да имаат своји представници во управниот одбор на лигата, бидејќи во последните години немаат доверба во неговото работење. При тоа се нагласува дека клубовите ги имаат парите што се потребни за котизација, но нема да ги уплатат се додека не се преземат соодветни мерки и не се задоволат барањата на клубовите. Во врска со состојбата во третата фудбалска лига Исток и обвинувањата дека општините се виновни што клубовите не ги добиле парите за котизација, од локалната самоуправа на Кочани упатија писмено известување до јавноста.
Во него се вели дека на третолигашот Осогово му се исплатени парите за првото 3-месечие од годинава, според согласноста од Општинскиот совет. Од локалната самоуправа на Кочани реагираат на соопштението до јавноста што го упати председателот на третата фудбалска лига Исток Владо Андов, а во кое се тврди дека без финансиски средства што претежно се обезбедуваат од единиците на локалната самоуправа од источниот дел на државата, не можат да се организираат фудбалските надпревари во лигата. Во писмениот допис се вели дека општина Кочани уредно ги исплатила парите кон третолигашот Осогово. Средствата за првото 3-месечие од оваа година, што се наменети за фудбалскиот клуб Осогово, а одобрени од Советот на општината, уредно се исплатени. Општина Кочани нема никаква вина што фудбалскиот клуб не ја уплатил котизацијата, затоа што од предвидените 950.000 на клубот му се исплатени 230.000 денари, согласно правилото за исплата на 1/4 во секое 3-месечие. Исто така, и за одржување на градскиот стадион Никола Мантов се исплатени уште 100.000 денари или вкупно 330.000. Тоа значи дека до 31 март годинава општина Кочани нема неисплатени обврски кон градскиот фудбалски клуб Осогово. Исплатата на средствата за следното 3-месечие е до 30 јуни и таа ќе се реализира без проблеми, бидејќи дотогаш председателските избори ќе бидат завршени и ќе можат да се исплаќаат пари од буџетот кон буџетските корисници, стои во писменото известување од општина Кочани. И уште една информација од спортот. 16 медали освоија членовите на карате клубовите Партизан и Кочани на меѓународен турнир во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што се работи за млади талентирани каратисти, од кои се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизан и Кочани забележаа уште еден голем успех. Тие освоија вкупно 16 медали на меѓународниот карате турнир Фунакоши Гичин 2019, што се одржа во Скопје. На турнирот имаше вкупно 450 надпреварувачи од клубови од Македонија, Србија, Бугарија, Босна, Херцеговина, Словенија и Косово. Успешниот настап за каратистите од Партизан беше потврден со освоените 6 први, 1 второ и 2 трети места. При тоа во конкуренција со 2 златни медали се закитија Филип Стојанов во категоријата до 42 килограми, Мартина Шахинова во кадетска конкуренција над 54 килограми, Ѓорги Петров кај кадетите до 57 и до 63 килограми и Роберто Здравковски, исто така во кадетска конкуренција до 70 килограми и во јуниорска до 68 килограми. Покрај нив, солиден настап со пласман на второто место и освоен сребрен медал оствари Кристијан Грозданов кај кадетите до 52 килограми. Освен него и Благоја Тасевски имаше успешен настап на турнирот во Скопје и освои трети место и бронзени медали во категоријата помлади кадети до 41 килограм и во истата категорија до 46 килограми. Освен тоа, каратистката Мартина Шахинова ја доби титулата за најдобар надпреварувач со најдобри прикажани борби. На турнирот во Скопје настапи и карате клубот Кочани, при што неговите членови освоија 1 златен, 2 сребрени и 4 бронзени медали. Првопласирана беше Елена Стојанова во категоријата до 44 килограми, а на второ место се најдоа Сандра Настеска во категоријата до 36 килограми и Наталија Карова кај помладите кадети до 45 килограми. Со бронза пак се закитија Верица Карова кај кадетите над 54 килограми, Драгана Нисева кај кадетки до 54 килограми, Илија Охумуш кај помладите кадети до 48 килограми и Љубомир Давидков во јуниорска конкуренција до 76 килограми.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со Канал 8. Довидување.